Почитуван градоначалник на општина Струмица, господин Коста Јаневски, почитувани представници од Оделението за образование при општина Струмица, почитувани професори, научници, гости на научниот симпозиум посветен на Видое Подгорец, почитувани домакини на храмот Свети 15 Тивриополски свештеномаченици под чија закрила сме денес и сите вие почитувани гости, најсрдечно ве поздравувам. Би сакала да ви се обратам од мое лично име и од име на организаторите и членовите на Сдруженијето на граѓани Средби под Јаворите Видое Подгорец. Во сега веќе далечната 2002 година, по навршувањето на 5 години од смртта на Видое Подгорец, на иницијатива на група интелектуалци предводени од писателот Киро Донев, најблискиот пријател и соработник на Видое Подгорец, е формирано Сдруженијето на граѓани Средби под Јаворите. Во трајноста и оправданоста на таа идеја, тогаш, покрај Киро Донев, силно веруваа Горијан Петрески, Васил Тасев, Димитар Тушето, Атанас Крстев, Костадин Джемов, како и најблиските членови на семејството на Видое Подгорец. Денес, 18 години подоцна, ја реактуализираме идејата на нејзините основачи дека и малите места раѓаат великани. Возобновувањето на манифестацијата Средби под Јаворите Видое Подгорец и нејзиното издигнување на едно повисоко ниво значеше активен и сериозен ангажман да се зачува од заборав она највредното што авторот го оставил зад себе, неговите книжевни рожби, неговата книжевна оставнина со непроценлива вредност. Токму затоа, една од главните цели на Сдруженијето на граѓани Средби под Јаворите Видое Подгорец во годините кои следуваат е организирање на научни симпозиуми кои ќе разработуваат различни теми и аспекти од творештвото на големиот Подгорец. Научниот пристап кон делото на Подгорец значи актуализација на потребата од посериозен книжевно-научен приод кон неговото импозантно дело. Нешто што било пракса првите години кога манифестацијата го живеела својот зародиш. Авторите кои создаваат литература за деца, како да се изземени од сериозната критичка обсервација и нивното дело малку е во фокусот на сериозните научни расправи. Научната обсервација на делото на Подгорец може да отвори сосема нови, досега неоткриени светови, кои може да фрлат нова светлина во приодот кон македонската литература за деца. На тој начин, истражувачите и партиципиентите на тие научни собири би го изнеле најесенцијалното од оставнината на Подгорец, би го ставиле на рамниште на светските писатели за деца и би дале нов импулс кој можеби ќе биде и мотивирачки за истражување на делото на Подгорец и надвор од нашите граници. Навистина, ни се драгоцени материјалите оставени од големите македонски авторитети во книжевноста, кои се изјасниле за Подгорец во првите години, кога манифестацијата го живеела својот зародиш, и искрено сакам да верувам дека тие материјали и материјалите кои што ќе произлезат од овој научен собир ќе бидат објавени во зборник. Оваа манифестација има поливалентен карактер. Освен научниот дел, ќе се организираат работилници со писатели за деца, распишување литературни конкурси за деца и наставници, анимирање и откривање на идните писатели за деца. Бидејќи Подгорец живееше и твореше за децата. Се повеќе сме уверени дека станува збор за редок, расен, раскошен и толку плоден писател за деца, за кој друговац велеше дека пишува брзо и лесно. Велеше, некој пишува раскази за еден ден, а нему за расказ со месец, а нему само за роман му беа потребни неколку недели. Затворен цитат. Древната латинска поговорка "Nulla dies sine linea" во превод "Ни ден без напишан ред" е гесло според кое живеел и творел познатиот сликар Апел. Во суштина значи ни ден без да се остави каква било творечка трага на страниците на уметноста. Наблюдувајќи грандиозната книжевна оставнина на Подгорец, која опфаќа опус од 108 книги
едноставно остануваме занемени пред незината одважна стаменост, која не прави да се чувствуваме истовремено и горди, но и со чувство на морална одговорност да се чува неговото дело како најсвета својина. Многу често со името на големиот подбеласички писател се врзува синтагмата непресушен вруток. Нашиот обид символично да насипеме пат кој би не однел до местото каде неговиот дух се зачнал, растел и созревал, значеше соочување со едно време и еден простор кои не баре имаат митски димензии. Големиот водопад и неговата силна издашност се срцевината на тоа време и тој простор, и токму тука се зачнала нераскинливата врска на Подгорец со природата, мајката хранителка, изворот на животворната енергија. Зачнат и одгледан во подножието на огромната зелена, мокра и сончева беласица, Подгорец во дамарите како да ги впил енергиите од трите основни принципи на животот. Таа абсорбирана енергија подоцна му ја вратил на животот, и тоа во нејзиниот најчист и најсовршен облик, а тоа е зборот. Неговите моќни зборови ги зауздал и ги пуштил да ја изораат најдлабоката бразда на тогаш се уште необработената и нераскопана нива во атарот на македонската литература. Таа бразда и денес е ровка, мокра и плодна. Творечката личност на Подгорец, која и со чин и со дело се стреми кон универзумот на светот од детството, всушност е честичка од тој универзум. Виталната енергија, вградена во неговиот ген, во родното колешино, облагородена од дарбата интуитивно да и се пристапи на реалноста и истата да почне да му се предава и да му се покорува, станува негов модел на живење и создавање. Селејки се во големиот град, таа калена кревка природа како да се накалемила на неговото градско сиво, безживотно, бетонско стебло, давајки му боја, давајки му мириси и плодови со вкус на подбеласички костени. Останал таму да вишне, секогаш стремејки се кон сонцето, но под пазувата на левата страна го носел длабокиот рез, направен од острицата на калемарот. Тоа е животот. Денес, кога ја чествуваме 85 годишнината од неговото раѓање, соочени со реалноста во која неговите лик и дело неправедно се оставени на маргините, се навраќаме кон стожерната идеја на големиот Иво Андрич, не еднаш сум ја кажала, ќе ја повторам. Цитирам: во човечката заедница, каде што уметноста не си го пронашла своето место и не врши влијание, нешто сигурно не е во ред. Веројатно во таквите општества, животот заостанува и во другите гранки или пак напредува во погрешна насока. Затворен цитат. Многу погрешни патеки го мамат перото на современите автори, а скршнувањето е опасно и со непоправливи последици. Делото на Подгорец, делата на Подгорец е како крајпатни знаци или знаци покрај патот по асоциација на делото на Иво Андрич. Ако ги следиме, тогаш сигурно ќе ни ја покажат вистинската насока која води до целта, а тоа е да се создава и да се пласира достоинствена и квалитетна литература за деца. Само на тој начин можеме да го оствариме или да му се одолжиме на Подгорец и да го оствариме неговиот аманет, напишан како посвета на книгата Гроб меѓу звездите, кога на 28 мај 1985 година му ја подарува на својот брат по перо Киро Донев. Посветата гласи: драг Кирчо, на оваа земја нема место ни за гробови, а најмалку за живот. Но затоа ќе се бориме не со пароли и со злоба, туку со дела што ќе останат и за делник и за недела. Ви благодарам. Овие денови Струмица и Колешино ќе бидат местата каде гласно ќе се говори за големиот Видое Подгорец. Сдруженијето на граѓани средби под јаворите Видое Подгорец во соработка со издавачката куќа Просветно дело застанат за сите активности кои од една страна значат расветлување на ликот и делото на Подгорец во рамки на денешниот научен собир, но од друга страна и искрена и силна посветеност на децата кои творат под закрила на неговиот лик. Нашата заложба да го возобновиме Сдруженијето кое го носи неговото име и да направиме манифестација посветена на децата
На вистина, верувајте ми, ќе останеш само празен глас, кажан во некоја полноќ на глувотија, да не беше огромната поддршка на градоначалникот на општина Струмица господин Коста Јаневски, советот на општина Струмица и градоначалникот на општина Новосело господинот Никола Андонов. Од срце им благодариме за тоа што препозна нешто големо во ова што ние го правиме. Сега го повикувам градоначалникот на општина Струмица господин Коста Јаневски да се обрати. Еве, пред да го почнем овој официјалното обраќање, впечатливи зборови кажавте за овој наш голем поет. Јас би сакал во оваа прилика да споделам и едно мое лично искуство со овој поет. Имав таа чест и задоволство лично да го запознаам. Иако во тоа време не бев свесен за грандиозноста на овој човек, бев можеби чудно сега ви изгледа, но бев дете, мало, и со нетрпение ги очекував редовните изданија на Другарче и Развигорче во кој тој повремено се јавуваше. И тие броеви во кои што тој на првите страници имаше своји кратки раскази, толку силно ме пленија, не знаејќи за неговото потекло, дека е тука близко до нашите предели, односно наш сограѓанин би кажал, толку предизвикаа во мене некои емоции и чувства и ми стана еден од омилените мои писатели и творци во оваа време. И се сеќавам со големо задоволство во една наредна прилика, во близко тоа време, имајќи потреба од некоја консултација со татко ми кој беше лекар, не посети во нашиот дом и тој мој впечаток онака детски искрено му ја кажав. Веднаш донесе неколку од неговите дела кои ги возеше во автомобилот и напиша толку убави со еден извежбан ракопис, толку убави посвети кои што веројатно од чистината на неговата желба голем дел од нив и се остварија во мојот живот. Тоа ме подсетува и на пораката која на неговиот ценет пријател, другар, верен и почитувач на неговото дело Донев му ја пренесол и препознав во неја една искреност, една суптилност која што и мене ме прати. Ги чувам тие романи во мојата библиотека, се разбира, и ми представуваат една амајлија која што ме води во животот и секако ги пренесов и на мојот син, кој ги знае и ги чува како некоја мала реликвија во нашата библиотека. Ова морам да го споделам со вас, пред да ви се обратам со ова официјално обраќање кое што на некој начин еве треба да го направам. Ви благодарам. Почитувани книжевници и научници, почитувани љубители на литературниот збор, почитувани поклоници на ликот и делото на Видое Подгорец, драги гости и домакини, почитувани дами и господа. Кога луѓето полнат 18 години од својот живот, велиме дека стануваат полнолетни и дека го полагаат испитот на зрелост. Ако таквата символика на бројот 18 ја примениме и кај манифестацијата која денес го доживува своето 18-то изгрејсонце, тогаш ќе си дадеме за право да констатираме дека денес сите ние сме сведоци на полнолетството на средбите под јаворите Видое Подгорец. Кога за испитот на зрелоста станува збор, тогаш таа зрелост на манифестацијата не само што се потврдува од година во година, туку таа е во постојан растеж од самиот нејзин зародиш па се до ден денешен. Особено радува тоа што оваа манифестација, која се одржуваше само во родното место на Подгорец, Колешино, еве веќе втора година добива и струмичка димензија. Истовремено, идејниот творец на средба под јаворите Видое Подгорец, познатиот македонски писател за деца Киро Донев, кој бил среќен да го има Подгорец за свој духовен татко и учител, доби добро засилување од млади и исклучително амбициозни влюбеници во литературата, па со поддршка на општина Струмица, манифестацијата добива нова, современа и проширена физиономија, се надевам вредна за почит. Тоа без друго го заслужува Видое Подгорец и неговата грандиозна книжевна оставштина. Во чест на утрешниот ден,
кога одбележуваме 85 години од раѓањето на Подгорец, вреди да се каже дека тој е најплодниот македонски литерат за сите времења, не само во земјава, туку и многу пошироко во светски рамки. Хипотетички кажано, доколку секое издание на Средби под јаворите би било тематски посветено на едно негово дело, тогаш оваа манифестација уште сега си обезбедува рок за трајање од цел еден век, па и повеќе од тоа. Сакам на крајот на организаторите и на учесниците во сите програмски содржини да им посакам успешна манифестација, со желба сите заедно да го дочекаме скорешниот ден кога истата ќе прерасне во респектабилна меѓународна книжевна содржина. Со тоа, 18-тото издание на Средби под јаворите Видое Подгорец и овој научен собир ги прогласувам за отворени. Благодарам. Иницијатор на идејата за чување на споменот на ликот, за чување за споменот на ликот и делото на Видое Подгорец. Повели. Не знам, навистина не знам, после излагањето на професорка Тана и на почитуваниот господин градоначалник, дали има потреба и јас нешто да кажам, бидејќи тие кажаа се што требаше за Видое. Меѓутоа, ред е барем неколку збора и покрај тоа што се чувствувам малце возбуден, не малце, туку многу, од причина што се исполни една мисла на Видое, на која јас многу тешко можех да поверувам. Велеше, Кирче, вика, ние сме должни да трупаме, да создаваме, да пишуваме. А еден ден, вика, ќе дојдат попаметни од тебе и од мене, од она што сме го создале, ако е нешто вредно, ако останало, зависи од какви траги ќе оставиме во животот, ќе се сопнат и ќе не спомнат. Тој веруваше во тоа. Јас, реков, се сомневав. Се до овој миг, се до минатата година и оваа година, кога се најдоа такви млади луѓе, како тој што ги предвидуваше, таа една екипа млади ентузијасти, еве меѓу нив професорка Тана, Сузана Мицева, Ксенија Малказлиева и уште неколку мина, кои го понесува тој товар и цврсто застанаа да се исполни тоа негово предвидување. А уште повеќе, без поддршката на општината Струмица, на нејзиниот денешен градоначалник и советот на општината Струмица и општината Босилово, кои за разлика од многу наши колеги, еве тука се сите научници и писатели, на кои Видое Подгорец им ги објавуваше првите творби, им беше рецензент на некои први нивни книги и може би беше промотор на некои нивни дела, кои беа во Министерството за култура во тие 5-16 години што ги изминаа, откако ја формиравме таа манифестација, не препознаа национален, како се вика, национална вредност во делото на Видое Подгорец, кој јас си го сметам за наш македонски Балзак, кој не само својата Кулешино, не само Струмица, туку и татковината ни ја прослави на светските меридијани. Тие не најдоа за потребно да барем малку да зирнат во запоставеното дело на Видое Подгорец, да му го дадат заслуженото место, барем со една сосем скромна материјална помош. Јас лично го доживеав тоа, јас книга имам за него, уште Коле Стркот, кој беше директор со Видое Подгорец во наша книга, конкуриравме неколку пати со книгата и никој не се најде. Меѓутоа, општината Струмица се на дело покажа дека има разбирање и знае да цени што е тоа вредно. Јас ве поздравувам сите вас, ви благодарам, бидејќи сите вие сте вистински пријатели на Видое,
многу имена со него сте минале, да се не спомнувам. Сите сте биле со него и во друштво, сте читале заедно, го знаете и како човек, веројатно и во своите искажувања на симпозиумот ќе го потврдите тоа. Знам дека Видое е горд сега што сте овде и покрај тоа што на првиот симпозиум ние што го одржавме 2000 година беше само неговиот школски другар Иван Глигоров, беше професорот Душко Цацков, професорот Митро Спасовски, уште неколку мина од таа фела што се речеме стручњаци од познавањето на литературата за деца и делото на Видое Подгорец. Еве сега сме во најголем број, повеќе струмичени наши роднокрајни автори. Ви благодарам искрено што дојдовте, па тука е господинот Стојан Тарапоза, кој исто така беше голем пријател со Видое Подгорец и речемо јас кога го запознав Видое, тогаш и него го запознав како негов другар и пријател. За Видое кажавте се што треба да кажете, јас само ќе кажам дека тој имаше три особини. Прво, немаше лоша мисла за никого, имаше добар збор за секого и знаеше да направи она најдоброто што е за децата. Тој беше фанатички влюбен во работата. Неговиот прозорец последен згаснуваше во Глаево, јас сум сведок за тоа. И што е најбитно, тој не работеше, да речеме, еден ден, два дена, три дена или една недела делно. Тој работеше со години, со децении, тоа што го создаваше. И, што е најважно, кога ќе седнеше да работи, драги пријатели, тој не водеше грижа дали тоа што го пишува му припаѓа на некој род од книжевноста, дали ќе биде тоа песна, дали ќе биде драма, дали и така натаму. Но имаше еден принцип во животот, никој пат не се задоволуваше со да рече еве ова е добро. Ќе се задоволеше само ако мислеше дека тоа е најдобро. Јас се надевам дека вие во вашите искажувања ќе го препознате тие негови особини и еве ќе ми дозволите само да кратко ова што го кажам да го прифатите како една голема вистина, а она другото ќе го чуете од она што ќе го кажам во моето искажување за време на симпозиум. Ви благодарам на сите што дојдовте, посебно на градоначалникот и на општината Струмица и на општината Ново село, кои на вистина испаднаа поголеми и од нашите Министерство за култура во изминатите. Јас ова година, значи овој симпозиум и го сметам за прв. И покрај тоа што еден одржам, бидејќи сега Видое Подгорец мислам дека од денес ќе почне да живее, гледајќи го составот на овие научни работници, писатели и влюбеници во неговото дело, кои се овде денеска присутни. Благодарам на сите и да се видиме и видната година, да немаме некои пречки, се разбира, во одржувањето на Благодарам на господинот Киро Донев. Инаку само да знаете дека на секоја наша средба се гледаме доста често во состав Киро Донев, Сузе и јас. И на сите наши средби, се разбира неформални, темата е задолжително Видое Подгорец. И затоа со толку љубов и со толку желба влеговме во ова, бидејќи веруваме во иднината на ваквите научни собери. Јас би завршила со една мисла на Подгорец, која што постојано ми се врти во глава и постојано ја читам секаде, а тоа е дека писателот, тоа се негови зборови, треба да остане будната совест на својот народ. Така беше. Ви благодарам. Инаку верувајте, Подгорец, еве знаат, Горијан Тарапов знаат и сите те, па и Васе. Не беше голем, кога одев на тие манифестации, да речеме Змаеви игри, Курилче и така натаму, не беше многу голем љубител на симпозиуми. Тој вика, да не го, ако повеќе беше да седне да напише некој песна, некој идеја да забележи и така натаму. Меѓутоа, знам дека ова ќе му значи многу. Бидејќи не е присутен, не ќе каже, ај оде си, нема што да говори, многу скромен беше. Може би мене ќе ми искара заради тоа, што збореше таму ова, Горијан знае како ме карал. Зошто ти што ти треба таа работа, оставиме да спијам. И јас да ви кажам, мислам дека
лично за мене барам. Додека неговиот дух, он е закопан во Скопје, во гробиштето, меѓутоа додека неговиот дух шета додека неговиот дух шета во подгоријето на Белајца, мене не ми е потребна друга планета. Јас сум тук.